Денот на рибарите оваа година се одложи поради пандемијата од COVID-19. Тоа е можеби најзначајниот ден за Охриѓани, но сепак една идеја доби реализација, со тоа и денот на рибарите доби подарок. Рибарски алманах. Што представува и што содржи истиот? Па знаете како? Охридскиот архив навистина представува ризница на книжни пишани дела. Во таа ризница, несомнено, еден од позначајните документи или фондови представува и рибарскиот референт. Во тој рибарски референт постои и една книга или алманах на многу добар список со фотографии и податоци на сите оние рибари кои имале можност, меѓутоа кои биле и регистрирани во периодот од 1934 година до 1941 година. Замислете, навистина трепери и душата и срцето и раката кога ќе погледнете тие стари фотографии на нашите предци, на нашите охриѓани кои што се занимавале со риболов, и сето тоа на некој начин доведе до една прекрасна иницијатива, барем дел од тие рибари, бидејќи вкупно на број се околу 480, а ние во дигитална форма ги представивме само 150 охридски рибари, да ги представиме на еден видеообим на градскиот плоштад, меѓутоа и преку вас, преку медиумите, да им ги приложиме на охриѓани. Навистина, ова ни беше огромна чест и задоволство, а дури и некако тајмингот за презентација на овај алманах се покопи со ова што на некој начин не може да се слави водици и денот на рибарите во вистинска смисла на зборот, па затоа ние како еден вид подарок на градот Охрид, односно Државниот архив на Република Северна Македонија, заедно со подрачното оделение на град Охрид, заедно со Лајонску Плихнидо, заедно со културолошката иницијатива 5 до 12, ансамблот Билјана, направивме една навистина убава реализација на една уште поубава идеја. Да, тешко ли беше да се соберат сите тие информации, да се најдат фотографиите, да се изготви на некој начин сите тие страници на алманахот? Сите кои истражуваат знаат дека истражувањето е макотрпна работа. Меѓутоа и сите оние кои истражуваат со кејф, со љубов, тогаш и кога знаат дека сето тоа го подаруваат на градот Охрид, тогаш на крајот, кога ќе дојде конечната верзија, сета онаа мака од пребарување, сета онаа тежина од склопување на тој така наречен мозаик на охридските рибари, некако исчезнува и во преден план се добива таа енергија и таа симпатија која охриѓани ја гледаат кон ова дело. Навистина имаше прекрасни комплименти, па дури пронајдовме и еден жив, би рекол, човек од тоа време, кој со солзи во очите си ги гледаше своите другари и коментираше за сите нив еден по еден. Значи, навистина прекрасно здание, кое мислам дека понатаму ќе се проширува, ќе биде и за градот Струга, бидејќи имаме еден таков комплет на рибари и за градот Струга, меѓутоа, како што кажав, од 480 ние презентиравме само 150, што значи во наредни години ќе има презентација и на другите рибари, со што ќе бидат офатени и другите староградски рибарски фамилии. Така, ова практично значи дека ова е првиот ваква изработка. Да, ова е прва ваква изработка и навистина беше жално да седи во ризницата на Охридскиот архив без да биде презентиран. Затоа благодарение и на директорот Емил Крстевски, која прифати оваа идеја, започнавме со реализација и навистина успеавме. Ево за тоа сведочат и безбројните интервјуа, безбројните привози кои што се направија за рибарскиот алманах, а верувам ќе пројави интерес и повеќе понатаму. Така, ова се рибари кои што риболовеле во одреден период, биле регистрирани во посебен регистар и велите, напоменувате дека се знаело кога и како се ловело. Да. Многу се интересни покрај фотографиите и податоците кои ги се како еден вид прилог на фотографиите, а тоа е дека се осликуваат првин физички. Кој рибар како изгледал, дали имал посебни белези, какви очи имал, дали имал посебни знаци и слично.
Дури се укажува на тоа на кој дел од Охридското езеро можело да врши риболов и со каков вид на риболовни алатки можело да се служи. Навистина една ризница на податоци, особено за охриѓани, за сите оние љубители на риболовот, која се надевам дека дури и покрај овие дигитални иницијативи ќе прерасне во една монографија и книга. Каков бил нивниот живот? Може ли да доловиме? Знаете како? Кога ги согледувавме фотографиите, јас би укажал дека ги гледав од повеќе аспекти како историчар. Прво го гледав начинот на облекување. Потоа ги согледував самите фотографии. Тие не се идентични, што значи дека секој не можел да си приложи да оди во фотографско студио во тој период и да си се фотографира за подоцна да добие рибарска легитимација. Туку тие се на некои места и сечоци од фамилиарни фотографии и слично, што укажува на самиот принцип дека сепак животот бил тежок, не бил, би рекол, на едно ниво на кое што требало да биде. Обично рибарите биле сиромашни, се борели и тоа било макотрпна работа, па дури и денес е макотрпна работа да влезите во студените охридски води во раните утрински часови и да риболовите. Меѓутоа, тоа било екзистенција, па дури и традиција, пренесувана од дедо на татко, па на син, внук и така натаму, што значи навистина овдека постојат огромен број на семејни врски, семејни гранки, кои понатаму ќе можат и да се истражуваат и да се прават и семејни стебла. Така, како ловеле, на каков начин се знаели? Во кој дел од денот ловеле, какви риби уловувале? Дали е нешто слично како денеска или сепак нешто многу поразлично? Па, во секој случај, рибарството е една традиција која од тогаш до денес модернизацијата си го прави своето. И во алатките, кои што се користат, меѓутоа и во пловните објекти. Се разбира, тогаш биле во тајфи, во охридски чунови, каде што најчесто од 4 до 6 души ловеле риби со одредени попримитивни алатки од овие кои ги има денес. Постојат посебни и таму се наведени со каков вид на алатки се ловеле рибите, кои што се поседувал и така натаму. Најчесто тоа го правеле за екзистенција. Најчесто за екзистенција, меѓутоа кога ќе имале добар улов, не изоставувало и препродавањето на рибата, особено во побогатите охридски фамилии. А се знае ли која риба била најмногу уловувана тогаш? Дали пастрмката, како да речеме денеска? Пастрмката да, меѓутоа и доста и пашицата. Бидејќи во некој период пашицата навистина била секојдневие во секој охридски дом и се правеле различни специјалитети кои денес можеме да ги видиме само по одредени рибарски ресторани во Охрид, а тогаш доста често била ловена и пашицата. Да, тешко ли беше да се пронајдат сите овие податоци и тешко ли беше да се изготват? Колку месеци ги подготвувавте? Ги подготвувавме околу 3 месеци со конечната верзија. Не успеавме сите 480, затоа успеавме само 150, меѓутоа бевме нестрпливи да ги приложиме на охриѓани на целокупната македонска јавност, па и светска, со оглед на тоа дека веќе стигаат понуди за интервјуа и за интерес и од различни европски новинари. И затоа сметам дека ова е добар почеток. Меѓутоа, замислите, ќе се направи една сума сумарум на 480 рибари кои потекнуваат од ова понебје и кои всушност денеска си имаат своји поколенија кои што ќе може да си ги видат своите предци. Да, реков ти дека голем дел од семејствата денеска кои што живеат во Охрид ќе можат да си ги најдат своите предци. Се случи ли тоа на самата промоција, да кажеме? Имаше ли охриѓани кои што ви се јавија да ви изразат јавна благодарност и да речат еве јас го препознав мојот прадедо? Да, па тоа е она најубавото во целата ова приказна и тоа е она што укажав дека целата макотрпна работа некако исчезнува кога ќе видите, би рекол, убавото нешто во очите на своите сограѓани кои што си ги согледуваат своите предци. Да, имаше премногу, некои дури ги носеа и имињата на своите дедовци кои ги гледаа на фотографиите и на вистина пробудивме една носталгија за едно време, за
едни луѓе кои оставиле белег тука во градот Охрид и во рибарството, впрочем. Поставам дека дел од нив емоционално реагира. Се разбира, како што кажав, некои со солзи во очите, некои со радост, некои веќе си ги урамиле фотографиите, си ги поставиле во своите домови, во своите албуми и така натаму. Меѓутоа, тука не запираме, тука не застануваме, продолжуваме понатаму и ќе ги израдуваме навистина охриѓани со вакви прекрасни проекти. Да, веќе спомнавте дека следно е за струшките рибари. Да. Колку се на број? Како се планувите? Па струшките рибари се помалце на број и ги има околу 150 во целост. Точната бројка се уште не можам да ја кажам, бидејќи не ми е во целост истражувано. Меѓутоа, и тие ќе бидат представени токму на еден ваков убав ден, со тоа што ќе ни треба мало истражување со оглед дека и во струшките рибари недостасуваја 3 до 4 фотографии, кои 2 веќе се пронајдени, уште 3 ни недостасуваат за да ја докомплетираме таа збирка на рибари. Да, кога се знаеле кога ќе биде тоа промовирано? Па се надевам наредната година во исти период на исти ден, како овај. Да, затоа што сме веќе на темата, нели, целиот рибарски алманах се сведува на традицијата и на риболовењето, но сега ќе преидеме од некоја друга страна, а тоа е дека во овие години, изминативе години, се позачестено е рибократството. Дали семејствата, дали дел од рибарите кои што ги наследиле своите предци коментираат дека се смениле времињата, дека сега многу повеќе се узурпира, да кажеме, езерото и рибниот фонд? Па добро, јас не сум многу надлежен за тоа да зборувам, меѓутоа можам да кажам мое мислење, а тоа е да, дека кога Охридското езеро нема концесионер, тогаш навистина треба да се запрашаме сите дали треба да го негуваме рибниот фонд во самото Охридско езеро и пред све свеста кај нас, охриѓани. Сите сакаме да пробаме добра охридска риба, без разлика од кој вид станува збор. Меѓутоа, дали со тоа го нарушуваме навистина рибниот фонд во Охридското езеро, за кое што нашите предци укажувале и ревносно го чувале. Значи, онолку колку што треба, толку уловувале. Меѓутоа, за жал, денеска во сведоци сме на неколку бројни акции во кои што се запленуваат рибарски мрежи кои на диво ловат, така да би апелирал за поголема свест. Тука се, да, Охридското езеро е убаво и да го гледате и со својата природна убавина, меѓутоа и со својот рибен фонд. Можеме да заклучиме дека тогаш живееле од езерото, екзистирале, но сепак не го загрозувале. Дефинитивно да. Па благодарение на нашите предци Охридското езеро и денес стои. Значи ние го чуваме Охридското езеро за го предадеме на нашите идни поколенија. Да, додавте ли до некои други факти и податоци кои што не се објавени во алманахот, а се исто така доста автентични, оригинални и интересни, кои што можеби ќе ги објавите понатаму? Па да, имаме доста интересни факти во самиот фонд рибарски референт, на кој начин се ловело, дали смеело под 18 години да се лови во Охридското езеро и слични такви работи, меѓутоа поглед рибарскиот алманах и рибарскиот фонд представува навистина ризница на интересни податоци. Може да се согледа како низ времето и кој се можел да добие рибарска легитимација. Значи тука е и возраста во прашање, тука е и традицијата во прашање, тука е и имањето и собственоста на рибарски алатки и така натаму. Сето тоа ќе биде приложено во една монографија која се надевам набрзо ќе следи. Да, овие 480 сите биле регистрирани со своји легитимации? Да, сите биле регистрирани со своји легитимации, се знаело точно во кој дел од езерото можат да ловат риби. А на кој начин ја добивале легитимацијата? Имало ли некои посебни правила и Постојат повеќе начини според ова што ги истражувавме. Првото е да има семејна традиција на рибар, тогаш полесно може да ги добијат тие легитимации. Исто така мора да имаат одредени риболовни алатки, да бидат постари од 18 години. Меѓутоа интересно и сведоштво на тројца сведоци кои укажуваат на тоа дека во таа и таа тајфа ќе биде и тој човек, со тоа што укажува дека ќе се придржува до референците за
би рекол, риболовење во Охридското езеро. И се разбира, се добивала таа легитимација и регистрација, меѓутоа таа многу лесно се одземала доколку не се почитувале сите овие одредби, односно зачувување и ловење на риби на она место каде што им било препишано и во онај временски период. Значи, како што можело лесно да се добие, така можело и лесно да се изгуби таа легитимација или регистрација. Како, имате ли документ, како изгледала легитимацијата? Да, имаме. Да, имаме, па како што кажав, значи, покрај фотографијата, тука постои и надворешен, односно физички опис, потоа за која година е изложена легитимацијата, со тоа што време трајањето од година до 2, за потоа да има пререгистрација и таму се наложува во кој временски период и на кое одредено место од Охридското езеро можело да се лови риба. Често ли се случувало да им бидат одземани легитимациите? Според истражувањата кои ги имаме во овој момент, имало и такви случаеви, бидејќи ловеле во одреден, најчесто било поради тоа што ловеле во временски период кога било забрането риболовењето и токму поради тоа им биле одземени тие легитимации, меѓутоа мора да се посочи дека идните генерации кои доаѓале, а на тој потекнувале од тој рибар на кого му била одземена легитимацијата, многу потешко можеле да се здобијат со нова рибарска легитимација. Да, може би и за тоа подобро го чувале рибниот фонд. Па, најверојатно. Знаете, за се треба ред и дисциплина, па така да најповеќе за природните богатства кои не обкружуваат. Кога запрело тоа? Кога запрело тоа издавање на легитимација? Кога се нарушило на некој начин, да кажеме, редот и дисциплината што постоела тогаш? Знаете, овај рибарски референт е во периодот од 34 до 41 година, самата година на завршеток кажува дека веќе започнува военото дејство, односно Втората светска војна, така да со тоа тука завршува овај рибарски референт. Ние истражуваме понатаму, истражуваме не само она што постои во архивот, туку истражуваме и ни старите рибарски фамилии и семејства, и тие се една прекрасна ризница на документи, каде што се надевам дека ќе произлезе и ново издание, па дури имаме и некои понуди за, ево, ми се јавија многу луѓе кои ми укажаа на стари фотографии со рибари, рибарски чизми кои имале и кои датирале од 1935 година и така натаму. Сето ова навистина потикна една емоција кај охриѓани, се со цел да го презентираме рибарството, меѓутоа и да воспоставиме еден апел како треба да се чува Охридското езеро и рибниот фонд. Може ли таа традиција сега да се повтори? Возможно ли е тоа сега во 2021 година, да кажеме, да се направат такви некои мерки со кои што ќе се заштити езерото и на некој начин ќе се продолжи таа стара традиција на тие риболовци? Знаете, веќе рибарството и Охридското езеро се еден сегмент од нашите министерства, па се надевам, ево, и овај рибарски референт можеби ќе допре до нив, ќе им даде некој зародиш да стават некоја уредба во законска форма или на било кој сличен начин, се со цел да го зачуваме овај наш предел и убавина. Да, и за крај сакам да прашам повторно околу нивните потомци. Исти ли е бројот на рибари или се изгубила традицијата? Па, за жал, јас за денес немам точна информација, меѓутоа по презимињата можеме да видиме дека навистина некои рибарски фамилии ден денес си ја имаат како традиција и како занимање риболовната дејност, меѓутоа дел од тие стари рибари кои денес ги носат презимињата на нивните потомци, за жал нивните потомци не се занимаваат со рибарство, за жал, или можеби, не знам, израз за среќа, тоа зависи од секој за што има цел во животот, меѓутоа дефинитивно постојат некои рибарски фамилии кои имаат традиција од тогаш до денес. Да. Рековме веќе дека алманахот ќе има свое продолжение, веќе се работи на тоа. Може ли од прилика да кажеме за кога ќе биде издадено продолжението или не се знае?
за денот на рибарите наредната година. Значи порано не би можело да. Па не би сакале, бидејќи навистина некако се спојува денот на рибарите со ваков вид на документација, односно рибарски алманах. Така, уште кога го почнавме разговорот, зборувавме и за тоа дека навистина имаше разочарување кај Охридјани затоа што денот на рибарите е еден од најзначајните денови за градот. Може ли малку и околу таа традиција, што се правело на денот на рибарите, кои биле сите тие оние традиционални работи кои што со годините се практикувале секоја година на тој ден? Да, денот на рибарите е навистина значаен ден, особено за Охридјани и особено во онај рестриктивен период во кој што според општествениот претходен систем било рестриктивно фрлањето на Светиот крст или спуштањето на Светиот крст во водите на Охридското езеро. Така да рибарите со почетокот на риболовната сезона обично навечер се спуштале со своите чунови и ја започнувале таа риболовна сезона, а во водите на Охридското езеро, особено кај местноста Сараиште, се фрлал крстот, односно бил спуштан во Охридските води, со што нивните синови во утринските часови почнувале да го пребаруваат крстот и на тој начин се зачувувала традицијата од богојавление, односно од спуштањето на крстот во Охридските води. Така да денот на рибарите навистина има големо значање. Потоа таа традиција преминува со фрлање на буре со вино, кое што најчесто поимашливите фамилија го донирале тоа буре со вино за да го фатат дел од рибарите, па потоа заедно го славеле денот и ги почитувале оние традиции кои ги оставиле нивните предци. Да, и тука можеме да се надеваме нели дека до година повторно ќе се вратиме на традицијата онака како што беше и низ изминатите години. Се разбира и не само за таа традиција, туку да се вратиме во нормалниот тек на животот, да заврши ова пандемија се со цел вакви убави проекти да се презентираат на еден поинаков начин, со повеќе луѓе и повеќе луѓе да бидат, би рекол, да согледуваат што значи да се знае историјата на сопствениот град и традициите на своите предци. Благодарам. Благодарам и вас.